Проблемот со ограничувањето на престојот на возачите во Шенген зоната или така наречениот ЕС систем ќе предизвика сериозен колапс кој ќе влијае на снабдувањето на земјава, а ќе влијае и на економијата. Пратеникот од СДСМ Митко Трајчулевски овој проблем го отвори на седницата за опозициски прашања, барајќи одговор од министерот за транспорт Александар Николовски за тоа што ќе презема да го решат овој проблем. Во исто време, рече тој, поради тоа што превозниците нема да можат да испорачуваат стоки, може да ги изгубат своите работи, а решението да го бараат во тоа да работат во други земји. Со прекинување, со колапс на овие сенџери на снабдување, ние ќе дојдеме до ситуација да имаме недостаток на прехранбени производи, на основни потрепштини во нашите маркети, недостаток на лекови во нашите аптеки, недостаток на репроматеријали за нашите фабрики и компании, што ќе значи сериозно погодување на нашата економија. Која е стратегијата на владата, кои се чекори преземени, ако се воопшто некакви чекори преземени, и која е прогнозата за решавање на ова прашање. Министерот за транспорт и врски Александар Николовски рече дека се работи на вистина за сериозен проблем, за кој што било дискутирано со Европската Унија, но дека од нив не наишле на разбирање. Формалниот одговор кој што пред некој ден го даде и портпаролот на Европската комисија, со кој што не се слагам, е дека нема разлика помеѓу она што до сега биле правила и новите правила, затоа што според него и според досегашните правила еден патник може да остане до 90 дена во рамки на 180 дена во Шенген зоните и дека истото останува и сега. Формално тоа е точно, практично не е точно. Од причина што превозниците не се туристи. На денешната собраниска седница беше поставено и прашањето за недостигот на лекови за хемофилија. Јована Мојсовска од Левица праша како се дозволило Министерството за здравство да ги остави болните без потребната терапија. Наместо министерот одговор даде неговиот заменик Јовица Андовски, кој рече дека добавувачот не успел да ги достави лековите, но затоа е најден заменски лек кој им се нуди на пациентите.